Уште половина час до крајот на утринската на Телма. За оние кои што можеби не пропуштивте, денес ја имаме почитуваната Сунчи Царсовска, инаку препремач, спортист и иницијаторка на платформата Жена во движење. И ќе ја вклучиме за скоро Маја Танасовска, која што е фитнес тренер, организаторка на женската трка, препознатливата Биди своја. Инаку, можеби прочитавте веќе на неколку платформи беше споделена информацијата дека од Битола, всушност и за некој ден, поточно од 20 јуни, така Сунче да беше? 20 јуни, да. Да, започва една нова инспиративна приказна платформа која што наречена Жена во движење. Претпоставам дека тоа многу повеќе Сунчица во овој јавен дискурс ќе го соопшти, создадена како простор за здравје, личен раст, женска поддршка и едно меѓусебно охрабрување, простор каде што дамите не мора да бидат совршени, иако некој пат притисокот нели го налага за жал и времето, меѓутоа едноставно свој. Така што простор кој што ќе не потсети дека движењето не започнува со првиот чекор, туку со одлуката да не се откажеме од себе, биди своја, е исто така една препознатлива, јас би рекол, ноќна трка. Меѓутоа, на сам почеток ќе ви посакаме добре да во утринска на Телма, што го одбравте и нашиот медиум, можеби за да го дадеме аплаузот за оваа нова платформа, некако обезбедена за дамите и за жените. Ви благодарам најпрво што излеговте во присрет да дадеме една таква можност да ја обзнаниме, што би рекле нели народски по наше оваа платформа. Ова е цела една идеја која што многу долго се подготвуваше и созреваше, имав многу различни концепти како да ја пуставам, се додека не ми се појави овој момент на Жена во движење, кога сватив дека во суштина ние жените цел живот сме во движење. Без оглед дали тоа се работи во спортот, дали се работи во домот, дали се работи во кариерата, дали се работи во некоја организација, без оглед каква улога во моментот ставаме на себе, ние постојано сме во некакво движење. И во сите тие чекори што ги превземаме, во сите тие области, некако се обидуваме да ги задржиме одделно, некако имаме недоволно сила или недоволно знаење како да ги обединиме сите заедно, за да ни ја дадат вистинската сила да секоја од нив ја извршуваме или ја исполнуваме соодветно. Да, искрено Сунчица, кога го прочитав ова Жена во движење, првото што го помислив е токму тоа. Ние жените се движиме постојано. Тука се поставува прашањето само дали се движиме секогаш во вистинската насока или она кое што би требало да ни биде приоритет, иако секојдневието го налага самото движење од различни улоги кои што нели ги играме во секојдневието, сега конкретно кога зборуваме за жените, нели? Но добро е кога тоа движење ќе има бенефит првенствено по нашето здравје, а истовремено ќе прави некоја неутрализација со останатото движење кое што е придружено со стрес, трка со времето, исполнување на секакви работни или домашни обврски. И веројатно дел од целите на оваа платформа се и токму и тоа, да малку почесто се освестиме колку вистински или правилно се движиме. Секако, тоа е едно од придобивките што ќе имаат сите што ќе ни се придружат прво на овој пилот настан што го имаме што ќе се случува во Битола на 20 јуни, а потоа и во сите останати активности што ќе ги спроведува платформата. Затоа што сето она што нас ни е потребно е да ги обединиме, односно да се осмелиме прво да си го поставиме прашањето себе си, а потоа да си дозволиме и да имаме слобода да се обратиме на вистинското место. Често пати ние и тука застануваме кога знаеме дека нешто не е како што треба, телото ни кажува, умот ни кажува нешто сосема друго, ама немаме храброст колку ги да читаме се обратиме. сигналите. Колку ги читаме сигналите и немаме храброст да се обратиме, да побараме помош. Си велиме, ај ќе помине, ајде сега ова, нели, имам нешто друго што ми е поприоритетно, меѓутоа тие создаваат последици подоцна. И тогаш си го поставуваме прашањето е како дојде сега до ова. А во суштина најубаво е кога ќе почувствуваме такво нешто да се обратиме и да побараме помош. Но не е само да побараме помош, треба и да знаеме кому да се обратиме. Кој е тој што ќе ни ја даде истинската информација. Јас себе имам доволно искуство и животно и работно, би рекла, во двата сегмента. Се среќавам со професионалци кои што се стручни во различни области и во разговорот со секој од нив поединечно јас сваќам и разбирам дека од секој од нив можам да добијам информацијата, но конкретно за нивната област. Немам ниту една опција, освен ако јас самата не сум доволно свесна
да ги обработам сите тие и да ги искористам во своја поддршка, дека би го обединиле прашањето или проблемот или предизвикот со кој што во моментот се соочува. Меѓутоа, можеби сето ова искуство направи да ја создадете и да бидете идеен творец сега на оваа платформа. Зошто почетокот е баш Битола, тоа ме интересира и веројатно со Маја се обединивте, веројатно дека и самата ноќна женска трка носи убава силна порака изминативе години. Така, од тука некако ќе започне вашата локомотива. Тоа започна заради тоа што ги насобравме енергиите. Знаете, кога ќе се соберат луѓе кои што имаат ум кој што е насочен за во еден ист правец. Сличен сензибилитет на нештата. Да, кога имаат сличен сензибилитет, кога ги отвараат прашањата, меѓутоа ги отвараат истите прашања, ама од различен аспект. И јас бидејќи ги поминав сите тие и знам како јас се чувствував кога морав сама да се соочувам, сама да барам, сама да ги пронаоѓам сите работи, кога ги запознавав сите овие луѓе од различните области, сватив дека е убаво да создадам една платформа на која што ќе дојдат сите тие и ќе се обидеме сите заедно да ја пренесеме прво пораката, дека еве тука сме и да им помогнеме на сите други да се ослободат, да излезат напред и да постават прашања. Да. Колеги од режија, само да можеме да ја бараме во меѓувреме Маја, за да можеме да ја вклучиме и во рамки на денешното излегување. Така и спонтано дојде, бидејќи трката е закажана, таму веќе има пријавено и жени кои учествуваат секоја вечер и таа вечер не е прилично интересна и атрактивна и обединува многу активности и рековме зашто да не ја направиме таму, бидејќи има многу символика. Жената во движење заедно со Биди своја некако се надополнуваат, се поклопуваат. Маја со сите незини карактеристики, психички, физички и се што Маја прави е навистина еден од сегментите. Ако јас сум едната жена во движење од оваа страна, таа е другата од таму со сосема друго, со друга област на делување и така одлучивме да го направиме стартот, да го означиме стартот токму во Битола. Во Битола. Да ја поздравиме. Да, мислам дека веќе имаме Маја, еве Сунчица ќе си ја поздравиме. Ние обезбедивте директно од Битола, таа ни се јавува. Всушност и последни подготовки нели секако и за трката која што некаде прочитав ќе стартува и во текот на пладневните часови, ако не грешам, така е? Не, точно напладне е закажана панел дискусијата на жена во движење, а женската ноќна трка започнува ноќна, да, во 19:30 часот. Маја, добро утро од Скопје. Благодарност и до тебе за вклучувањето во рамки на денешното излегување заедно со Сунчица Арсовска. Инаку ќе потсетам, фитнес тренер, организаторка на женската трка Биди своја и јас би рекол секој пат си дама која што или жена која што инспирира и стотици други околу себе, така што денес не мораме да бидеме совршени за да бидеме доволни. Еве, ќе потсетиме со токму градот Битола започнува и ова ново женско движење, би рекол. Добро утро. Добро утро. Пред се да ве поздравам вас во студиото, поздрав до мојата Сунчица. Како што кажавте, јас сум Маја Атанасовска, фитнес инструктор и организатор на женската ноќна трка Биди своја. Се извинувам? Да, повели. Слободно. Сакавме да прашаме за организацијата на ноќната трка, за нели меѓусебната соработка, за она кое што Сунчица го спомена, тоа е надоврзување или пронаоѓање токму со оние сличности или сличности во тоа кое што го правите и за една нели успешна соработка. Точно така, значи Биди своја и самото мото кажува дека да се биде своја една од најважните работи во нашиот живот. Исто така имаме заедно поврзување и со Сунчица, жена во движење. Па на 20 ги повикувам и сите жени да се пријават, да се дружиме за здравието на жената, да комуницираме исто така. Јас си еве, како фитнес инструктор 4 години и плюс поттикнувам жените да не го занемаруваат својот проблем, да не се плашат од себе си и мора да ја поттикнеме свеста некако кај жените. И заедно со Сунчица мислам дека ќе постигнеме целта. Да, Маја, претпоставам дека и вам, можеби со нели вашата биографија, спортот вистина можеби во одреден
период, па ако не и катадневно кога го имаме во нашиот живот, не спасува можеби во одреден период од животот. И јавно сте говореле за сите можеби свои екзистенцијални состојби така натаму и веројатно сте ја нашле својата сила преку движењето. Колку е важно да се говори можеби за овие ранливи состојби и моменти, па вклучувајќи секако и на онаа панел дискусија која што е најавена, а чинам дека Сончица, вие две сте едни од говорничките на истите. Да. Трката, јас, кратко ќе кажам, почнав да ја правам во 2023 година, а пред 2023 година, значи пред 10 години, јас имав така некој многу тежок живот, изгубена и самодоверба и се. Со појавување на, ќе се надоврзам со движењето по трките, една минута во мојот живот направи, една минута на патеката на стапните патики, направи огромна промена во мојот живот. Значи, како минутажата ми го смени животот, да се борам, дека од минута на минута во сите трки сум подобра, јас почнав и во приватниот живот. И ја создадов трката Биди своја за да допрам до жените дека не треба да се плашат, значи, од себе си, да си дадат шанса во нивниот живот, да си дадат да движат, да прошетаат, значи, во прошетки да одат со спорт, со не знам како да го објаснам уште за да допрам до нив. И плюс многу е битно за здравието, значи пред се и за психичкото и менталното здравјето, исто така работам и со психолози, да кажеме дека менталното и физичкото здравје одат заедно. Заедно, значи телото кога ни чувствува нас умор, почува со психата и страда телото исто така. Кога ние викаме не можеме да се движиме, не можеме да станиме, нешто мене ми се случува, стани, почни да се движиш. Движи се и ќе сватиш дека со самото движење се ослободува психата и веќе телото само ти кажува што потреба има. Започна промената. Ако не грешам, во овој период се уште можеме да ги мотивираме сите дами да се пријават, така, на трката? Секако може да се пријават и на трката, затоа што промотивно на сите што ќе се пријават на панелот, да учествуваат на панелот, имаат дополнителен попуст за пријавување на трката и исто така панелот кој што започнува во 12 часот, на кој што ќе ни бидат гостинките доктор Виолета Николов како гинеколог, потоа Билјана Атанасовска како психолог, со нејзините специјалности, Маја Атанасовска како фитнес инструктор и јас како идеен творец и организатор на движењето. Сите ние ќе бидеме таму да говориме за овие теми, да пренесуваме, да потикнеме разговор, да ги мотивираме жените да излезат и да го постават прашањето што нив ги засега, тоа што нив ги интересира. Да, тука ќе се поздравиме со Маја, ќе се благодариме за вклучувањето и за сите овие информации кои што ги споделивме утрово и пораката. Да, благодариме, ќе видиме на линија секако и во некои следни прилики да се поврземе и да говориме секако за некои животни искуства. Меѓутоа благодариме за твоето. И важно е што пренесуваме пораката до сите жени да бидат своји, да го направат можеби но и најтежок чекорот, тоа е првиот чекор. Да бидат доследни на себе си. Така е, да, потоа да се уверат за и она кое што го споменете. Така е. Маја, благодариме за овие пораки и за поканата во оваа женска нукна трка. Поздрав и убав ден, имаме уште 1-2 минути во контекст на ова кое што го кажа Маја и во контекст на тоа дека личното искуство минатото покажува секогаш е нешто најинспиративно или ако не можеме да се натираме на друг начин, слушајќи ги другите, тогаш личното искуство или некаква можеби одредена ситуација во животот ќе натера тоа да го направиме. Поточно ќе ја почувствуваме таа неопходна потреба да го направиме тоа. За да не дојде до тоа, бидејќи тоа веројатно е, нели, крајниот момент. Добро е да, како велиме, размислуваме малку превентивно и да ги слушаме различните искуства, како дошле до тоа и што всушност кажуваат како резултат. Поддршката тука е особено важна и личниот пример. Вие, Сончица, Маја и многу други жени се личен пример, односно пример и за другите, како и на кој начин може да се стартува и не мора тоа да биде од личното искуство. Секогаш е личното искуство во прашање. Тоа е она искра која што го покринува целиот организам, која што го пали одинатаму. Прашањето е како успеваме сето тоа да го искажеме, да го пренесеме и да го изнесеме.
Убаво е, како што рековте, секогаш имаме потреба од некој модел. Сите ние сме различни, со различни искуства, во различни средини, во различни околности. Секогаш е битно во средината или во круговите во кои што се движеме, да си го најдеме она што е најблиско до нас. Затоа што само на тој начин ќе добиеме ние шанса и мотивација да се отвориме и да тргнеме понатаму. Јас цел живот каде што се движам активна и во спортот, активна во кариерата, активна во слободните активности, активна во домот, во семејството, значи во сите тие улоги. Драго ми е што сум модел и што сум инспирација за многу млади жени, меѓутоа не само за млади жени, туку и за многу млади луѓе. Затоа што секогаш како напредувате, како чекорите напред, како излегувате и говорите за тоа, давате храброст, подсвесно некои луѓе во глава им останува сликата, па и тие се обидуваат тоа да го направат. Да, добро е да се биде пример и да се пренесува таа мотивација кај сите оние кои што веројатно ќе остават приоритетот на себе си и она кое што го добиваме како бенефит од движењето. Сосема за крај, за да не пропуштиме нешто е многу важно, со оглед на тоа дека ова вие меѓу првите ваши и телевизиски појавувања, какви ќе бидат активностите, сигурно ќе имаме прилика повторно да ве имаме на линија, што се вели, меѓутоа со оглед на дека е почеток, кои биле следните активности и како можат жените да придонесат и тие да бидат вклучени во дел од креирањето можеби на некои следни проекти и чекори во платформата Жена во движење? За почеток ги поканувам сите жени што еве видоа нешто од овој разговор или ги заинтересирани кои од темите да се пријават и да дојдат на овој прв пилот настан. Затоа што е целта на овој настан исто така да го добиеме сензибилитетот и да почувствуваме што е она што најмногу ги интересира жените. Па од тука тоа ќе ни биде водич понатаму како ќе се организираме, односно дали тоа ќе бидат настани, дали ќе бидат посебни работилници, дали ќе бидат поголеми платформи каде што ќе бидат движења надворно, отворено, дали ќе бидат вежби, сето тоа понатаму ќе ни помогне. Можеби нема ние со сите да успееме на една ваква панел дискусија да ги отвориме сите прашања, но ќе ни даде насока како и каде да се движите. И каде да се движиме и каде се да направиме. Во Скопје некоја брза средба би имале закажано по Битола? По Битола сега е летно време, во есен веќе е во план да има нешто во Скопје, но да оставиме летото да помине како што треба и најавата рано летово да ја почнеме, а потоа за во есен ќе бидеме готови. Одлично. Стунчица, честитки уште еднаш за проектот. Слободно претпоставам дека и вебсајт постои во моментот социјални мрежи? Постои вебсајт и Жена во движење. Да, на социјалните мрежи исто така ги имаме Facebook, имаме Instagram, каде што се објавуваат сите овие студија во позадина фотографии се веќе објавени. Пораки, таму има и одредени мотивирачки видеа, секако бидејќи ме познаваат поголем дел од целата планинарска и атлетска средина, така што се надевам дека ќе имаме и гости, па и добре дојдени се сите што сакаат да не слушнат и да ги слушнат сите овие жени кои што имаат што да кажат од аспект на нивните професии во однос на здравјето на жените. Благодариме. Блескате вистински, останете во такво расположение, нека трне што се вели од убаво овој датум, 20 јуни во Битола.